Почитувани гледачи, добро вечер. Еве сме со уште една емисија за македонските работи. Вечерва имаме еден исклучителен гостин. На моje големо задоволство во емисијата имаме професорката Вера Стојчевска-Антич, врвен познавач на македонскиот фолклор, на македонскиот среден век, исклучителен славист, македонист, еден од основачите на Институтот за македонска литература и долгогодишен професор на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје. Професорке, добро вечер. Добро вечер. Како сте? Пријатно се чувствувам со ваков соговорник, со кого со години имаме долги разговори. Така. Јас би можел уште да ставам, да зборувам во воедните зборови, во овој наш вовед, меѓутоа сосема доволно е како за почеток. Спомнав дека сте еден од основачите на Институтот за македонска литература и долгогодишен професор на Филолошкиот факултет. Што значи тоа да си биде еден од основачите на Институтот за македонска литература? Како се случи воопшто да се дојде до основање на ваков институт? Тоа е еден интересен процес кај нас, можам да речам слободно задоцнет. И загрижена заради таа задоцнетост, што не беше формиран таков институт кај нас, а имаше голема потреба, јас започнав да се занимавам со оваа проблематика. Бидејќи уште како млад научник, асистент, ги посетував институтите во Србија, во Хрватска и ми беше жал што кај нас немаме ваков институт. И започнав, откако бев примена на катедрата за македонска книжевност и југословенски книжевности, почнав да работам на тоа дека во Македонија е потребен институт за македонска литература. Меѓутоа, не наидував на одзив, не бев некој стар професор или некој што ќе ги потикни тие работи, но бев многу упорна. На таа упорност по години се јавија луѓе кои ветија дека ќе се формира тој институт и знаете што се формира? Се формира Институт за македонски јазик на Филолошкиот факултет во Скопје, но како катедра. Како што имаше повеќе катедри на факултетот, така се формира и еден вид друга катедра, Институт за македонска литература. Јас бев незадоволна од повеќе причини. Например, ние што работевме на катедрата за македонска книжевност, имавме право да работиме на проектите и во овој Институт за македонска литература, со тоа што сите вработени што учествуваа во таа програма добиваа по 2 плати плюс редовните 12 од катедрата. Мене ми беше чудно, зашто ние сите што бевме членови на катедрата, имавме можности да предлагаме проекти, да работиме во проекти, немаше потреба ние истите да бидеме и во Институтот за македонска литература. И јас повторно почнав да инсистирам дека ова не е тоа што се бара, дека треба да се формира самостоен институт за македонска литература, а не да биде дел од Филолошкиот факултет. И по многу процеси, состаноци, барања за ваква дејност, дефинитивно се формира, но многу задоцнето. Можеше многу побрзо да биде, а особено инсистира затоа што излегуваа прекрасни студенти дипломирани на нашата катедра, кои одвај би дочекале да бидат вработени и во институтот. Се тоа се случува во 70-тите години. Да, во 70-тите многу задоцнето, кога веќе се постоја институти во сите републики. А институтот е формиран 1980. Не, 1980, знаете што се случи? Се формира институт самостоен, како самостојна единица, и јас бев избрана за директор на институтот. И на катедрата останав како професор и директор на институтот. Штом до мои раце дојде институтот и се формира, што со години го барав и навистина инсистирав за тоа, јас веднаш го поставив проектот Историја на македонската книжевност.
Што е од особена важност, бидејќи до тогаш Апсолутно, до тогаш немаше такво нешто. Имаше, се разбира, првата историја на книжевноста ја напиша Блаже Коневски, потоа Меѓутоа, како еден целосен проект во кој што ќе бидат вклучени сите. и фолклор, и средновековна, и 19 век не немаше. достигаше. Јас во 1980 година, кога се формира институтот и кога успеав да се вработат во него млади кадри, ние ја предложивме програмата за 5 години да се издадат 5 тома македонска книжевност, и тоа средновековна книжевност, народна книжевност, 19 век, 20 век и врските со другите странски книжевности. Како раководители беа избрани, јас бев за средновековна книжевност, професорот Томе Саздов за народна книжевност, професорот Георги Сталев за 20 век, Гане Тодоровски за 19 век и Милан Ѓурчинов за врските со странските литератури. Меѓутоа, што се случи, да не е должан, по 5 години исклучителен текст, како што се договоривме, предадоа Томе Саздов, Георги Сталев и Вера Стојчевска Антич, јас. Так. Гане Тодоровски, професорот Гане Тодоровски се јави и рече дека нему му требаат уште многу години, дека не е готов, но ние мислевме дека сепак ќе предаде некаков текст. Не предаде текст со образложение дека му требаат уште години да работи за да го напише тој том. Кој ја презема неговата обврска? Георги Сталев. Значи продолжи и како што знам тоа излезе. Георги Сталев се согласи и излезе понатаму тој том, подоцна, а професорот Ѓурчинов се откажа во интерес на друг колега и тој том никогаш не се појави, што и ден денес е не проблематично, но се работи секако на тоа да се надмини тоа. Така. И се разбира сега, после толку години, значи откако излегоја тие томови, редно е да се мисли на нешто друго. Јас тука слободно можам да кажам, присуствував на вашата промоција за најновата книга, новите авторки што ги откривте, досега непознати, во 19-тиот век. Бев изненадена од промоцијата, оддамна не сум присуствувала на таква убава промоција, каде што вие лично образложивте што сте нашле во овие изминати години како новина за 19-тиот век. Јас убаво се сеќавам кога ја прочитав вашата книга за Прилеп во 19-тиот век, бев воодушевена од многу изворни податоци што ги изнесувате таму за Прилеп и си помислив камо секој град во Македонија да има еден ваков автор за да се оформи целината на 19-тиот век. Дури и вам уште тогаш кога ве запознав како извонреден млад автор, ви сугерирав да ги проширите своите сознанија и врз други градови и врз целиот 19 век во Македонија, што вие еве со најновата промоција додадовте новини кои што се многу важни за идната книжевна историја, која секако по толку години, од 1980 година до сега, изминати се толку години и секако ќе има и уште нови вакви слични сознанија. Јас веќе имам сознанија дека има заинтересирани луѓе кои што би работеле на една таква книжевна историја. Се разбира, никако не може да се заборават и не сме да се одминат предходниците. Сигурно, професорката Валентина Миронска и предходниците кои што веќе работеле на вакви истории, така. Други. Сега вие најголемиот дел од вашиот работен век го поминавте на филолошкиот факултет и бевте најблиска соработничка со Блаже Коневски. Што значи Блаже Коневски за македонската култура? Може ли одговор да се даде многу кратко, меѓутоа одговорот да биде сосема точен или треба да се зборува многу за него? Можете ли сосема накратко да ни ги кажете вашите врски со Коневски и значењето негово за македонската? Многу важно прашање, барем за мене најважно. Ќе образложам зошто. Уште во битолските гимназиски клупи
Неверојатно се влюбив во поезијата на Блаже Коневски и од два ја очекував да излезе некоја нова песна, за да ја научам и да ја присоберам во мојата збирка Собрани песни од Блаже Коневски. Неверојатно ме досегна неговата поезија, па дури и ден денес се чудам, толку многу зборував и рецитирав песни нови од Блаже Коневски, што мојата ќерка Марина во еден момент ме изненади. Најновата стихозбирка што излезе од Блаже Коневски, од една до последна песна напамет ги имаше научен и сакаше да ги рецитира пред нашите гости и така натака. Кои беа вашите работни задачи што ги остварувавте со Коневски? Кога се одлучив да одам на филолошки факултет и кога запишав македонска книжевност, јас дојдов веднаш во контакт со професорот Блаже Коневски. На разни општи состаноци од факултетот, студентски и така натака, се запознав со него и веќе ми се чини до неговата смрт не се одделив од него и со својот интерес и со капацитетот што извираше од него во секој поглед. Потоа станав негов студент. Уште повеќе се зближивме и бев воодушевена од неговите предавања, а посебно кога поставувавме прашања после часовите, тој имаше трпение за секого да објасни или да дообјасни одредени работи што нам како студенти не ни беа широко познати. А кога дипломирав и кога бев примена за асистент на филолошкиот факултет, нашите врски станаа уште подлабоки, зашто станав секретар на меѓународниот семинар за македонски јазик, за разни славистички средби. Блаже беше председател и имавме стални комуникации. Јас како секретар морав да ги пишувам писмата, да соработувам со него и уште повеќе се зближивме, а најголема радост ми причини кога еден ден ми предложи да напишеме заедничка книга. И зашто? Токму мојата дисертација за Тиквешкиот зборник ја одбрал како книга која треба заеднички да ја издадеме, тоест да ја преработиме. Накратко за гледачите, сосема накратко, спомнавте Тиквешки зборник. Што содржи Тиквешкиот зборник? Тој е црковнословенски ракопис од 15 век, кој што можам да кажам слободно како една антологија на средновековната македонска книжевност, зашто во него покрај црковните слова и христијанските светители се наоѓаат избрани апокривни текстови, раскази, хагеографии, романи, така што представуваше еден вид како енциклопедија на средновековната книжевност, што ми беше даден за обработка за дисертација, а се чуваше во Народната библиотека во Софија и оттаму морав да добијам одредени информации што и ги добив, што слободно можам да кажам, покрај тие наши односи што не беа многу добри со Бугарија, многу ракописи не ни ги даваат да се служиме и така натака, меѓутоа и меѓу нив се најдоа луѓе кои имаја големи разбирања дека за еден млад научник потребно е да се даде Тиквешкиот. Не ми го даваја, со денови го барав, да видам што представува тој ракопис. Под кој изговор беше тоа, не давање? Дека е зает, дека е зафатен од некого. Меѓутоа, директорот на Старо ракописното оделение, еден прекрасен славист, бугарист, виде дека многу инсистирам да го видам ракописот и ми овозможи такво нешто, без разлика што можеше да има тешки последици по него, бидејќи очевидно им беше забрането да ми го дадат ракописот во раце. Значи, науката пред се. Да. Што е тоа што Коневски го прави посебен? Кои се тие негови карактеристики што го прават великан на македонскиот јазик, книжевност на македонската мисла, повеќе ми на вака соговорници што сум имал можност да разговарам, истакнувале делови неговата трпеливост, неговата смиреност. Да. Според вас? Пред се една смиреност, никогаш не јас па јас, туку секогаш да го даде своето мислење, да помогне на соговорникот или на тој што бара.
и многу работи се расчистија. Например, кога тој предложи да го обработиме мојата веќе одбранета дисертација и објавена како тиквешки зборник, јас бев изненадена. Меѓутоа, што предложи професорот? Тој предложи сите текстови пишувани на црковнословенски јазик да ги преведе тој на еден современ, народно литературен македонски јазик, близок, не многу оддалечен и од самиот ракопис, но и од вредностите што веќе ни беа признати во нашиот лингвистички развој. Значи, тој ги преведе на еден прекрасен начин сите текстови од тиквешкиот зборник, а мене ми додели задача. Се што напишав на научен план за тиквешкиот зборник и за сите родови што се среќаваат во тој зборник, да напишам на разбирлив начин да заинтересираниот читател во Македонија да може да разбере што значи тој апокриф или хагиографија, бидејќи не секој можеше да чита и да разбере старословенски или црковнословенски јазик. И јас сите мои текстови обработени за одбрана за научната дисертација ги преработив во достапни, едноставни четива да може секој образован човек да се заинтересира и да ги прочита. И тоа беше извонреден изум на Блаже Коневски, зашто тогаш тиквешкиот зборник стана достапен за секој културен читател или граѓанин кој што сака да прочита нешто ново. И сите текстови од тиквешкиот зборник станаа достоинство на сите читатели во Македонија. Јас имав можност да го разгледам и да го читам. Навистина сте завршиле исклучително дело, значи лесно читлив, не е оптеретен самиот превод. Меѓутоа и вашите коментари се така јасно напишани. Едноставни, за да може секој да ги разбере, не само слависко што ги знае ракописните изданија и така натака. Го спомнавте Коневски во смисла на славистичките соработки со другите земји. Да преминеме на една тема што мене особено ми интересира, светскиот македонизам. Вие воспоставивте многу врски со повеќе земји, со повеќе странски соработници, остварихте можност да се шири и да се афирмира македонскиот јазик и литература. Да почнеме со тоа, кои личности најмногу вака ви оставија впечаток, со кои најмногу сте соработувале? Знам за вашите соработки со Виктор Фридман, со Рина Усикова, со Волф Ошлис, со еден избран број светски македонисти кои што се вложиле во македонската наука, во афирмација на македонството. Кој од нив, од овие македонисти ви оставил најсилен впечаток? Треба многу да зборувам дека има повеќе. Но пак да почнам со Блаже Коневски. Со оглед на тоа што многу научив од него и беше достапен за секакви разговори, јас сепак инсистирав да дознам која беше таа мок и сила на Блаже, уште во 1962 година Хорас Ланд од чувениот Харвардски универзитет во САД да ја преведе граматиката на Блаже Коневски на англиски јазик, за да стане достапна во целиот свет. Тоа беше едно големо признание. Покрај мојата почит кон тој голем професор, јас се изненадив што еден Хорас Ланд, чувено име, светско име меѓу славистите, најде да ја преведе граматиката на Блаже Коневски. И тука можам да кажам дека кога јас почнав да соработувам со американските слависти, особено кога во 1989 година, како проректор на нашиот ректорат, како проректор за меѓународна соработка, бев поканета од владата на Вашингтон да бидам гостин во Америка. Јас таму доживеав невидени средби
со кој денес сум презадоволна, но целта ми беше како да дојдам до чувениот Хорас Ланд, лично да го прашам како тој дошол до такви високи сознанија за Блаже Коневски, за еден македонски научник кој што го разви и го објави во целиот свет. Успеавте? Тоа успеав и денес сум многу задоволна, бидејќи се случи нешто друго во Америка. Кога отидов како гостин во Америка, постоеше уште Југославија. Значи, тогаш постоеше една редовна појава во Соединетите Американски држави, тие секоја година од сите држави во светот канеа по 3 гости. Еден научник, еден уметник и еден политичар. Јас во таа година бев избрана од цела Југославија да бидам јас тој гостин научник. Тоа е неверојатно достигнување. Големо достигнување и дури мене ме збуни и јас одма почнав да размислувам кои мои колеги со кои добро соработува во Америка придонесле за тоа. Иначе од каде од цела Југославија баш јас да бидам избрана. И прво што го прашав Виктор Фридман, со кого имавме прекрасна соработка, тој ми кажа дека никој никогаш не го прашал за мене и не дал мислење такво за мене. Потоа прашав уште неколку професори со кои соработував и за кои верував дека тие ме предложиле и тие кажаа дека никој ништо не ги прашал. Меѓутоа, кога веќе бев поканета, ме интересираше тоа прашање и дури еднаш се осмелив на еден голем свечен собир да прашам, многу ме интересира како и зошто бев избрана јас да бидам од Југославија. И знаете што ме изненади? Секретарката која го слушна моето прашање, ме поведе со себе во долни простории, подземни некој. Ова се случува во Вашингтон. Во Вашингтон. И каде што имаше големи ормари со фиоки, отвори еден таков ормар со клучеви се, мислам се беше тоа обезбедено. Така, значи, уредено. Да, и извади еден факсимил голем и ми рече, погледајте. И на факсимилот, на папката пишуваше професор Вера Стојчевска-Антич. Кога отворив, јас сватив зошто сум била примен. Значи ли, простете, значи ли тоа дека ние тоа што не го знаеме, што не водиме сметка овдека, значи ли тоа дека Таму водат. Таму водат. Кога А не само тие. Верувам дека водат во силните академски заедници во странство, израснатите кои што имаат богата традиција и кои што си ја ценат својата наука, идентитет, верувам дека такви сознанија користат за ширум светот. И за вклучително и Македонија. Верувам дека тоа во принцип на работа име тоа. Ево што видов јас и што ме воодушеви и сватив зошто сум избрана. На 2 листа беа штиклирани, ако јас тогаш имав да речеме 60-70 трудови објавени, 20 до 30 трудови избрани како многу важни заради мојата научна дејност. Врз основа на таквите сознанија, значи од целокупното мое дотогашно дело, извлечено најважното, најдоброто или нив што ги интересирало и објавено, до ден денес верувам во тие заштитени ормари стои тоа и сватив дека Америка била заинтересирана за вакви личности и ги има тие досиеа собрани и зачувани до ден денес. Што да речеме, јас кога се вратив врз основа на тие мои согледувања што ги доживеа во Америка, многу работи си средив, ги преуредив. Значи видовте еден поинаков систем на работа. Да. Во Америка ја добивте и наградата на Колумбус. Бевте прогласена за славист на годината. Исклучително на светот. Исклучително признание за кое што малкумина кај нас овдека во Македонија се запознаени
еден македонец да добие такво признание. Какво Тоа беше вашето чувство? најголемо изненадување за мене и морам да ви опишам како се случи. Во 2003 година јас веќе дадов оставка од координатор за македонистика во САД, каде што бев повеќе од 10 години, затоа што одев во пензија. Меѓутоа, имаше некои дејности што навистина не можам да ги заборавам и ми оставиле силен впечаток. Така, например, во Колумбос секоја година имаше голема славистичка свечаност, на која секоја година беше прогласуван славист на годината. И обично сите беа од американските универзитети. Таа година, кога ние бевме со нашата делегација во Америка, за Американско-македонската македонистичка конференција, на вечерта на свеченоста на таа свечаност, ректорот излезе и го кажа следново, дека нивниот универзитет одбирал секоја година по еден американски славист на годината, но таа година одлучиле да не бидат само американски слависти, туку да бидат и од светот. И еве, сега буквално кажа, почнуваме оваа година со Македонија, од каде ја избираме професорката Вера Стојчевска-Антич за носител на оваа награда. Ви изненадија? Не да ме изненадија, јас не можев да се свестам, не можев да верувам дека го слушам и дека сум во салата со илјадници слависти од светот. Не можев да верувам, јас не можев да станам од столицата, но моите колеги од Македонија, кои ги водев на таа конференција, ми помогнаа да станам и да дојдам до ректорот, долг пат беше до ректорот да се дојде, и размислувајќи веќе што ќе кажам неподготвена за една таква работа, ни на сон не би ми паднало, зашто во салата имаше американски професори од кои јас учев се уште, а сега јас да бидам таа што ќе биде најдобрата. Меѓутоа, кога дојдов, размислувајќи на кој јазик сега да се обратам, дали на македонски, дали на некој друг јазик и така натака, јас не ми дадоја ни збор. Кога ми ја врачија наградата, станаа сите од масите, со плескање, стана еден голем ред да ми честитаат, како да беа среќни сите што ете од Македонија се избра личноста. Тоа беше, но јас не можев да се освестам. Признавам дека тоа беше големо изненадување за мене. Но сега на ова јас морам да го додадам и ова, да се знае. Кога се вратив, јас носев и втора награда од Американската славистичка асоциација за ректоратот наш, каде што се подготвуваа овие средби американско-македонски. И јас кога дојдов, донесов уште една награда од славистиката во Америка и за ректоратот, дека оттаму произлегов јас. Так. Значи, донесов две награди и на една свечаност во ректоратот излезе ректорот господинот Мартиновски и го кажа следново. Колеги, вие слушнавте веќе од гласилата, знаете дека наградата оваа година падна во Македонија, дека ги имаме двете важни награди, но јас сега сакам да ви прочитам едно важно писмо кое стигна во ректоратот на мојот компјутер на денот кога професорката Вера Антич тргнуваше со нашите професори за Америка. И еве ќе ви го прочитам тоа писмо кој ден денес се чува во ректоратот. Тоа е јавно соопштено, Јавно соопштено пред цел конференција. Аудиториум имало ректорски посебно состав од Македонија. И тој прочита дека почитуван господине Мартиновски, вие не сте свесни дека соработувајќи со професорката Вера Стојчевска-Антич ќе бидете и вие казнети, бидејќи професорката Вера Стојчевска-Антич е стоструки шпиун на ЦИА заради што ја доби оваа висока награда од САД. Можете да замислите моето фрапирање кога во Америка ми ја доделија наградата, а замислите сега во мојата држава, каде што тоа би требало да се дочека со радост, видите какво писмо е напишано до ректорот, оптужен дека и тој е крив заради мојата награда што ја добив од Америка.
Но јас му честитам на ректорот Мартиновски што имаше смелост ова јавно да го обзнани, бидејќи сега кога помина и таа моја возбуденост од невозможното писмо, јас мислам штета е, сигурно вакви работи се случувале во нашата земја, што е жалосно. И ова не го кажувам како пример дека јас сум засегната или навредена, туку верувам дека вакви случаи имало и други. Не полемизиравте во врска со тие тврдења, да кажеме. Не влеговте во полемики. Писмото беше подпишано, јас сега не можам да се сетам име и презиме, македонски човек, кого не познат досега кој е и што е, и од кое занимање е. Не се знае, нити се поведе постапка, например, да се провери од каде дошло писмото во ректоратот, кој го напишал и така натака. Јас не поведов таква расправа, нити побарав, нити некој друг ја побара, но сметам дека вакви работи се случувале и на други. Тоа може да ми биде само утешно за мојот случај. Значи, тој што работи на македонски теми, ќе се соочи со секакви предизвици. Сега мене ме интересира кој од овие македонистички центри во светот најмногу придонесува за афирмација на македонскиот јазик и македонската култура, освен овој што кажавте во Америка? Тука би ја споменала Грција. Јас сум изненадена од 3 години во кои учествував, тоа е 2015, 16 и 17. Во 2015 година се случи Фондацијата од Атина за култура да ме покани да учествувам на свечаност во Солун на меѓународниот саем на книгата, на која ќе биде промовирана мојата книга Химни кон Свети Кирил, која е преведена на грчки јазик. Да објаснам сега што се случува. Јас одамна собирав песни, текстови од наши автори, колеги, граѓани, посветени на Свети Кирил и Методи. Тоа ми беше и професија и слично. И направив една книга со собрани такви текстови со мој предговор. Интересно е дека Теодору, колешката од Грција, се заинтересира за таа книга и со граматикова ја зедоја и ја преведоа во Кожане, во Грција, на грчки јазик во 2004 година. И сега што се случува? Таа преведена моја книга од македонски на грчки јазик, преведена во Грција, во 2015 година е прогласена да се промовира свечано во Грција. Емил Тахијанос. Емил Тахијанос беше промоторот. За мене беше чудоневидувачко следново изјаснување. Книгава предизвикала голем интерес во Грција, но мене ме изненади кога дознав од самиот академик Емил Тахијанос, грчки професор, дека тој се заинтересирал и се борел да ја добие промотивната реч, промотивниот збор, бидејќи што му се бендисало, уште кога ја имал книгата во раце на грчки јазик, првата страница што ја отворил од книгата била преведена од македонски на грчки јазик песната на Блаже Коневски Послание. И тој тогаш веднаш се заинтересирал да биде промотор на целата книга, бидејќи објасни на самата промоција дека Блаже го смета за најголем научник и пријател свој. Тоа го вика грчки научник. Грчки и најголем во 21 век. Со кого сме имале долги години пред тоа, долги полемики и спорови околу разни прашања во врска со потеклото и припадноста на светите Кирил и Методи. Тоа е тие тези за припадноста, за потеклото на светите Кирил и Методи. Сосема накратко, грчката теза што застапува наспроти? Дека работеле дека биле грци, дека работеле на грчки терен, дека се е грчко, меѓутоа не го признаваа дека Кирил и Методи го оформија литературниот старословенски јазик со
примери од дијалектот на македонските Словени од Сухо, Зарова, Висока, околу Солун, што е ден денес прифатено во науката и се знае дека тоа се корените или срцевината на старословенскиот литературен јазик. И од каде што почнува со тие И црквени слови да се шири низ такви Европа. полемики со грчките научници сме имале многу, и јас исто со Емил Тахиаос, и сега бев изненадена во Солун, како тој се борел со сите своји сили и способности да ја промовира книгата. И многу ме интересираше да слушнам што ќе каже. Бев фрапирана, бидејќи тој кажа такви убави работи за самата книга, за Блаже Коневски, за неговиот најголем почитуван пријател, и дури ми даде некои факсимили од песни и разговори што ги водел тој со Блаже Коневски, кога патувале од некој собир во Солун, славистички, па патувале во Света Гора, посета на Света Гора, и ми ги даде сите тие преснимени, фототипски, да ги донесам во Македонија. И тоа беа интересни разговори со Тахиаос. Тоа ме изненади. А самиот Тахиаос, јас во 1992 година добив дозвола од Американската славистичка асоциација да организирам тркалезна македонистичка маса во Аризона. Истото тоа јас го направив таа година, но во проблематиката што јас како раководител на таа маса имав право да поканам кого сакам, го поканив Тахиаос да дојди на таа тркалезна маса во Америка, а темата беше Охрид во минатото и денес. Дојде ли? Веднаш дојде и со задоволство големо, кажа толку убави работи за развојот на Охридската школа, на Охрид, на многу убави работи кажа за тркалезната маса, така што бе фрапирана. А кога во 2015 година ја промовираше книгата, тој кажа неверојатно високи изрази за големината и за значењето на Блаже Коневски во самата книга. Потоа во 2016 година втор меѓународен собир на саемот во Солун, во кој бев поканета во чест на јубилеот на Свети Климент Охридски да одржам предавање. Предавањето го одржав тогаш на француски јазик, а друг соговорник од Грчкиот теолошки факултет дојде друг професор, кој што одржа едно прекрасно предавање исто за Свети Климент Охридски, Христос Арабадзис, името му беше. И тоа беше една убава промоција. А во 2015 година, што беше многу важно, професорката од тој факултет, Маврогени Ставрула, така, организира мое предавање за кое биле заинтересирани многу во Солун и на универзитетот за богомилското движење, на кое јас работев повеќе години, издадовме и книга во Ману, и на таа организира такво предавање да одржам на Солунскиот универзитет. Јас бев изненадена, но во што беше поголемо моето изненадување? Ми беше кажано дека е одобрено на македонски да говорам. Немаше проблем тоа представување. Јас говорев пред студентите на универзитетот на македонски јазик, бев прифатена и примена многу свечено, бев изненадена и од таа појава дека дотогаш не смееше да се спомене, нити го признаваа македонскиот јазик и така натака. Сега преминуваме, сакам да преминеме полека разговараме, времето тече неповратно. Вие сте автор на повеќе книги, разговори, патописи и особено внимание посветувате, како што е оваа, македонистиката во странската славистика. Ова издание содржи низа разговори со познати странски македонисти, светски македонисти. Со кои проблеми се соочуваат? Дали знаете со какви се чувствуват ли со
притисоци врз нив да работат на македонски теми. Како тие се изборуваат за афирмација на македонскиот јазик во странство? Јас би одговорила со следниот одговор. За мене беше многу важен одржувањето на редовниот семинар, меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, кој што до ден денес се одржува во Охрид, каде што доаѓаат слависти од целиот свет, а јас уште како почетник асистент, баш токму со Лилјана Минова Ѓуркова бевме млади асистенти кои ги започнуваа подготовките со тој семинар, што го подготвија професорите Блаже Коневски, Божидар Видоевски, Спасов и други професори, на кои ние дојдовме веднаш во контакт со многу слависти, со 100 слависти во годината. Се разбира, со сите нема да реализираш не знам какви средби, но јас тоа што го реализирав со професорите Виктор Фридман, Збигнев Голомб, со професорот Миниси и со ред други, кој знае колку би ги набројувала, се обогатив многу учев од нив, а и тие учеа од нас. Меѓутоа, што правеа кога ќе дојдеа во сукоп со разни мислења? Тоа е прашањето што постојано се наметнува. Да, и кога тогаш знаете што се случуваше? Да речеме Збигнев Голом, кој што сакаше да даде вистински одговори зошто се застапува за македонскиот јазик, тој не знам колку години или колку месеци теренски ги обработуваше дијалектите во Македонија за да дојди до некакви резултати. А Виктор Фридман ја обиколи целата Македонија, дојде во контакт со многу научници, со многу луѓе кои ги говорат тие дијалекти и напишаја прекрасни книги. И Виктор Фридман исто напиша граматика на македонскиот јазик преведена на англиски јазик. Мислам, тие доаѓаат да научат во Македонија нешто. Јас, например, бев задолжена од професорот Видоевски како директор на семинарот да одржувам барем 1 сат директна врска и разговор со професорот Збигнев Голом, кој што многу се интересираше за македонскиот јазик, од Чикаго професор познат и така натака. И јас го правев тоа цел месец на семинарот, по 1 сат одвојував за професорот Збигнев Голом. Тој се интересираше за многу работи научи од животот наш, од нашите навики, од нашите искуства, од нашата наука, од нашата кујна. Предпоставам дека тие врски со овие американци, канаѓани, французи, пољаци придонесуваат тие поблиску да ја чувствуваат Македонија. Суштински да ја почувствуваат Македонија. Но и на тој начин тие ќе шират позитивниот пристап на представување на Македонија. Знаете што ми беше најважно? Кога прв пат дојдов до разговор личен, во живо, со професорот Хорас Ланд, јас бев пресреќна и просто не знаев од кое прашање да му го поставам да ми одговори. Тој беше толку едноставен и толку имаше време за разговори, уживаше во тие разговори, ми одговори на сите прашања, но најважно беше следниот заклучок негов. Колешке Антик, вие сте во добри врски и соработка со Блаже Коневски. Ме прашувате за многу американски научници од кои сакате да го извлечете најважниот нивни дар, односот кон македонскиот јазик. Но јас можам да ви кажам, поголем од Блаже немате. И кога го поставивте во почетокот прашањето за големината, за важноста на Блаже, јас можам да го кажам следново. Јас сметам, имам толку многу работи, разговори, да кажам, доживувања и така натака. Меѓутоа, единствено, најважно можам да кажам, јас денес сметам, развојот на Македонија воопшто, каков и да е, без Блаже би бил незамислив. Вие сте авторка, полека мораме да привршуваме, веќе доаѓаме до крајот на емисијата. Вие подготвивте и книга, објавивте. Мојот професор
пророк, во кој што се осврнувате на дејноста и активноста на Блаже Коневски, и така пофално убаво изнесувате и спомени, сеќавања, изнесувате факти, вистини за неговата дејност и неговата севкупна предаденост на македонството, што ја препорачувам на секој заинтересиран книгата да ја земе, да ја прочита и од прва рака да може да се запознае со дејноста на овој наш истакнат македонски деец. А во врска со таа книга морам да го кажам и следново. Јас во 2017 година добив повторно по 4-ти пат од Фондацијата за култура во Атина да присуствувам на меѓународниот сајам на книгата, каде што ќе се промовира мојата книга "Мојот професор пророк". Јас бев фрапирана, изненадена и многу размислував зошто. Минатата година професорот Виктор Фридман имаше закажано званична промоција на македонско-грчкиот речник, што тој го напиша. Меѓутоа, се сеќавате сите какви чуда се случија на промоцијата, избрана група. Имаш инциденти. Да, ги нападна и просто ќе дојдеше до тепачка, а Виктор Фридман толку се снајде што се повлече назад и дури ги сними напаѓачите. Јас уплашена кога го нападна Виктор Фридман, цела машка групација, што ќе биде со мене ако се промовира мојата книга во сред Солун. Многу размислував, но сепак тргнав. И благодарение на мојата храброст, јас доживеав исто невиден успех. Костас Валетас, нивниот познат грчки поет, беше промотор на книгата. Во големата сала во која се промовираше книгата, во најголемата сала на сајамот, дојдоа од Министерството за култура, за наука представници, дојде виден свет студенти на таа промоција на која Костас Валетас искажа изворни зборови за значењето на книгата, пак за Блаже Коневски, за мене, а модератор на таа промоција беше и наш представник од факултетот, како и многу други студенти имаше кои што рецитираа македонски песни, така што и тоа беше сјајно. Кога се враќав, бев пресрекна, а не натажена како што кога одев. Очигледно вашите активности не престануваат во ширење на македонистиката и славистиката. Темите се неброени, например, неа загатнавме темата за богомилството, се надам дека тоа во нека следна емисија ќе го направиме. На овој начин ние ја привршуваме емисијата за македонските работи, вечерашната емисија. Разговаравме со професор доктор Вера Стојчевска-Антич. Верувам дека ќе направиме уште една емисија посветена посебно на богомилството и посебно на Рацин, чиј интерес е постојан неизин. Почитувани гледачи, сакам да ја поздравам и да ви посакам пријатна вечер, се гледаме наскоро.